Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 13 од книгата Дела и со тоа навлегуваме во нов важен дел од оваа книга. Уште на самиот почеток Господ Исус им кажа на неговите ученици дека ќе бидат негови сведоци во Ерусалим, Јудеја, Самарија и до крајот на земјата. Тоа е запишано во глава 1 стих 8. На почетокот христијаните почнаа да го проповедаат Евангелието во Ерусалим и таму се роди првата црква. Потоа, Светиот Дух ги водеше да служат во Самарија и Јудеја. Сега доаѓаме до оној дел од книгата во кој е опишано првото мисиско патување на апостолот Павле, со што Евангелието почна да се шири надвор од Палестинската област. Се до овој момент апостолот Петар беше главниот лик во книгата Дела, а од сега таа улога ќе му биде дадена на апостолот Павле. Во главите 13 и 14 е опишано првото мисиско патување на апостолот Павле. На тоа патување Павле беше придружуван од Варнава. Нивната прва дестинација беше островот Кипар, домот на Варнава. Таму ги посетија областите Пафос, Перга и на крај завршија во Мала Азија, односно во денешна Турција, конкретно во областа позната како Галатија. Ајде да почнеме со читање на текстот, стихови 1 до 3. Во Антиохиската црква имаше некои пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Луций, Киринеецот и Манаин, кој беше воспитан заедно со Ирод четворовласникот и Савле. Еднаш, кога му служеа на Господ и постеа, Духот Свети рече: одвојте ме ги Варнава и Савле за дело за кое ги повикав. Тогаш тие, откако постеа и се помолија, положија раце над нив и ги пуштија. Светиот Дух им кажа на христијаните во Антиохија да ги одвојат Варнава и Савле за конкретно дело за кое ги има повикано. Токму поради фактот што ова се случи во Антиохија, некои толкувачи на писмото велат дека црквата во Антиохија беше првата мисиски ориентирана црква. Не сум сигурен дека тоа е така, бидејќи и членови од црквата од Ерусалим одеа на мисија далеку од градот во кој живеат. Но во овој случај христијаните во Антиохија ги положија рацете врз Савле и Варнава. Тоа значи дека ги препознаа како партнери во споделувањето на Евангелието. На некој начин полагањето на рацете беше чин со кој црквата рече: ова се нашите представници. Стих 4. И така, испратени од Светиот Дух, тие слегоа во Селевкија и оттаму отпловија за Кипар. Прво, тие отидоа во Кипар, но локацијата не е толку важна колку што е важен коментарот на Лука, кој вели дека двајцата беа испратени од Светиот Дух. Црквата се молеше за нив и ги пушти, но во суштина Духот беше оној кој ги испрати. Стих 5. И кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божјо во јудејските синагоги, а го имаа со себе и Јован како помошник. Верувам забележавте како Лука вели дека Савле и Варнава проповедаа во јудејските синагоги. Ова е многу важен коментар, бидејќи во одредена мера го опишува нивниот пристап кон евангелизацијата. Многу често, кога Савле одеше во еден град, тој прво влегуваше во синагогата, кај религиозните луѓе кои веруваа во Господ, со цел да им објасни како Исус Христос е исполнување на пророштвата за Месијата дадени во Писмото. Во тие синагоги одеа евреи, но и неевреи.
Забележете што се случи откако го проповедаа Божиот збор. Стих 6. А кога го поминаа островот се до Пафос, наидоа на еден човек магесник и лажен пророк, јудеец по име Варисус. Се чини дека Савле и Варнава немаа многу успех во Саламин, или барем Лука не ни дава извештај за обратеници од тоа место. Потоа заминаа на другата страна од островот, кај областа Пафос. Таму се соочија со отпор од сатаната преку јудеецот по име Варисус. Стихови 7 и 8. Кој беше со наместникот Сергиј Павле, човек умен. Тој ги повика Варнава и Савле и посака да го слушне Словото Божјо, но им се спротивстави Елима, магесникот. Така всушност се преведува неговото име, настојувајќи наместникот да го одврати од верата. Наместникот, односно управителот на таа област, беше под силно влијание од страна на магесникот. Луѓето кои се занимаваат со магии и окултизам често имаат силно негативно влијание врз нивните така наречени клиенти, иако нивните клиенти не се свесни дека се под тоа негативно влијание. Стихови 9 и 10. Но Савле, наречен Павле, исполнет со Дух Свети, го впери погледот на него и рече: О, ти кој си полн со секакво лукавство и злоба, сине ѓаволски, непријателу на секоја праведност, нема ли да престанеш да ги искривуваш правите Господови патишта? Ова е моментот кога Лука во своите извештаи за апостолот веќе не го користи името Савле, туку Павле. Стихови 11 и 12. И еве сега, раката Господова е врз тебе, ќе бидеш слеп и за некое време нема да го гледаш сонцето. И наеднаш над него падна мрак и темнина, и джбарајки бараше водач. Тогаш наместникот, откако виде што се случи, поверува восхитен од учењето Господово. Сакам само да ве потсетам дека и Павле беше апостол и имаше дар за правење знаци и чудеса. Интересно е тоа што многу често апостолите го користеа тој дар за да исцелат некого, но овој пат Павле го користи за еден човек да го изгуби видот. Станува збор за човек кој се занимаваше со магии, што значи дека и самиот тој знаеше, условно кажано, по некој трик. Јас лично верувам дека овој човек можеше да прави некакви чуда, се разбира, со силата на сатаната. Но апостолот Павле го направи ова чудо не за да му го уништи животот, туку да му ја објави силата на Евангелието. Стих 13. Павле и неговите придружници отпловија од Пафос и пристигнаа во Пергија Памфилиска. Тука Јован се одвои од нив и се врати во Ерусалим. Лука вели дека Јован се одвои од Павле и Варнава. Би рекол дека е доста скромен во описот на тоа што навистина се случи. По некое време ќе дознаеме дека всушност Јован Марко одлучи да се врати дома во Ерусалим кај неговата мајка. Да ве потсетам дека таа беше еден од повидните членови во црквата во Ерусалим, бидејќи во нејзиниот дом се собираа верните. Мислам дека Јован очекуваше службата за Христос да биде полесна и без многу отпор и притисоци. Кога во Кипар виде дека почвата е навистина тврда, тој одлучи дека таквиот мисионерски живот не е за него. Затоа, подоцна, кога Варнава ќе посака да му дадат нова шанса на Јован Марко, апостолот Павле ќе се противи на таа идеја. Но, иако Павле не сакаше да му даде нова шанса на Јован Марко, сепак Бог го стори тоа и со тек на време самиот Павле ќе увиди колку Јован Марко е корисен за Евангелието. Стихови 14 и 15.
а тие тргнаа од Пергија и пристигнаа во Антиохија Писидиска. Тука во саботата влегоа во синагогата и седнаа. По читањето на законот и на пророците, старешините на синагогата пратија луѓе да им кажат: мажи, браќа, ако имате зборови на утеха за народот, зборувајте. Во тоа време евреите беа распрснати низ целата Римска империја. Оние религиозните кои ја зачуваа верата се групираа и градеа синагоги каде можеа да се поучуваат од писмата. Неретко се случуваше да имаат посетители од Ерусалим, кој за евреите беше религиозен центар за нивната вера. Кога некој од Ерусалим ќе дојдеше на посета во некоја синагога, често се случуваше да ја дадат на таа личност можност нешто да ги поучи. Токму тоа се случува и во овие стихови. Според мене, оваа проповед на Павле, која наскоро ќе ја прочитаме, е една од неговите подобри проповеди. Стихови 16 до 20. И тогаш стана Павле, мавна со раката и рече: луѓе израелци, и вие што имате страхопочит кон Бога, послушајте. Бог на овој народ, Израел, ги избра татковците наши и го подигна овој народ кога тие пребиваа во земјата египетска и со раката своја силна ги изведе од неа. И околу 40 години ги хранеше во пустината, а потоа, откако уништи 7 народи во земјата хананска, со ждрепка им ја раздели земјата во нивно наследство. За околу 450 години им даваше судии до пророкот Самуил. На почетокот од проповета, апостолот Павле го прави истото нешто како и Стефан во неговата порака. Дава кратка историја на израелскиот народ, односно ги подсетува слушателите како нивните предци потврлија. Стихови 21 до 28. А потоа бараа цар, и Бог им го даде Саул, Кисовиот син, човек од Венјаминовото колено, за 40 години. Кога го отстрани него, за цар им го подигна Давид, за кого и рече сведочејки: најдов маж по срцето мое, Давид, синот Јесеев, тој ќе ги исполни сите мои барања. Од неговото потомство Бог според ветувањето го издигна за Израел спасителот Исус. Пред неговото доаѓање, Јован како предгласник му проповедаше на сиот израелски народ покајно крштевање. А кога Јован го завршуваше своето дело, прашуваше: за кого ме сметате? Јас не сум тој, но ете, по мене иде оној кому не сум достоен да му ги одврзам ни обувките на неговите нозе. Мажи, браќа, синови од родот на Авраам, оние меѓу вас што имаат страхопочит кон Бога, нам ни е испратено словото на ова спасение. Всушност, жителите ерусалимски и нивните началници, бидејќи не го препознаа, ги потврдија пророчките зборови што се читаат секоја сабота со тоа што го осудија. И така, иако не најдоа никаква вина за осуда на смрт, побараа од Пилат да го убие. Во суштина, Павле им дава до знаење дека Христос е исполнување на пророштвата за Месијата, стих 28. А кога го извршија сето тоа што беше напишано за него, го симнаа од крстот и го положија в гроб, но Бог го воскресна од мртвите. Во секоја проповед која е запишана во книгата Дела, се спомнува воскресението на Господ Исус Христос, односно неговата смрт и воскресение. Знаете ли зошто? Бидејќи тоа е суштината на Евангелието. Без смртта и воскресението на Христос немаме ниту Евангелие, ниту христијанство. Стихови 30 до 33.
А тој во текот на многу дни им се јавуваше на оние што со него дојдоа од Галилеја во Ерусалим и кои се сега сведоци негови пред народот. И ние сега ви благовестуваме дека ветувањето дадено на нашите татковци, Бог го исполни на нас, чедата нивни, откако го воскресна Исус. Како што е во вториот псалм напишано: Син мој си ти, денес те родив јас. Овој стих не се однесува на Исусовото отелотворување, туку на неговото воскресение. Стихови 34 до 38. А дека го воскресна од мртвите и дека веќе нема да се враќа во распаѓање, рекол вака: ќе ви ги дадам сигурните ветувања дадени на Давид. Затоа и на друго место зборува: нема да допуштиш твојот светец да види распаѓање. А навистина Давид, откако му служеше на својот род, според Божјата волја, се присоедини кон татковците и виде распаѓање, но оној кого Бог го воскресна не виде распаѓање. И така знајте, мажи и браќа, дека преку него вам ви се проповеда простување на гревовите. Со други зборови, Павле им дава прилика на слушателите да донесат одлука, да поверуваат во Господ Исус. Стихови 39 до 44. И од се, од што не сте можеле да се оправдате преку законот Мојсеев, преку него се оправдува секој кој верува. Затоа внимавајте да не дојде на вас она што е речено во пророците. Погледнете вие кои презирате, зачудете се и исчезнете, зашто во ваше време ќе извршам дело во кое немаше да поверувате ако некој би ви го раскажал. А кога излегуваа јудејците од синагогата, незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. И кога се распушти собирот, мнозина јудејци и побожни прозелити појдоа по Павле и Варнава. Тие разговараа со нив и им советуваа да останат во Божјата благодат. Следната сабота се собра скоро целиот град да го слушне Словото Божјо. Првичните реакции на тоа што Павле и Варнава го зборуваа беа навистина добри. Луѓето беа заинтересирани да слушаат и разговараат за тие теми, а и нивната публика се повеќе се зголемуваше. Но потоа дојде и опозицијата. Стихови 45 до 52. Но јудејците, кога видоа многу народ, се исполнија со завист и му противречеа на она што го зборуваше Павле и хулеа. Тогаш Павле и Варнава им рекоа отворено: Словото Божјо требаше најнапред вам да ви се проповеда, но кога вие го отфрлате и сами покажувате дека не сте достојни за вечниот живот, затоа, еве, ние се обраќаме кон незнабожците, зашто Господ така ни заповеда: те поставив за светлина на незнабожците, да бидеш спасение до крајот на земјата. Незнабожците, слушајќи го тоа, се радуваа и го славеа Словото Господово и поверуваа сите кои беа определени за живот вечен. И Словото Господово се распространуваше по целиот крај. Но јудејците, откако ги наговорија побожните и честните жени и градските првенци, потикнаа гонење против Павле и Варнава и ги истераа од својот крај. Тие го истресоа правот од нозете своји на нив и дојдоа во Иконија, а учениците се исполнија со радост и дух свети. Едни се противеа, а други поверуваа во Евангелието. Така е и до ден денешен. Секој од нас треба да одлучи: ќе се противиме на пораката за спасението или ќе поверуваме во неа. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе ја обработиме глава 14. Дотогаш, Бог нека ве благослови.
Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.